Почитувани, благодарам најпрви за поканата. Мислам дека почесто треба да говориме за 2001 година, како дојдовме до воениот конфликт и дали научивме се што требаше да научиме во изминатите 25 години. Ќе почнам со тоа што директно ме прашавте. Во март, јас не сум министер за одбрана, Илинка Митрева не е министер за надворешни работи, Илија Филиповски не е заменик претседател на владата. Тоа е влада која беше решена, според мојата длабоко убедување, да оди на варијантата на поделба на Македонија. Срамежливо сега и во вашето представување говорат дел од актерите кои според мене неволно го подпишаа Охридскиот рамковен договор заради силниот притисок на меѓународната заедница. Значи Македонија беше спасена во моментот кога беше ангажирана максимално меѓународната заедница, затоа што дел од ликовите кои за жал не се меѓу живите има горко искуство со Балканот, посебно со Босна и Херцеговина и според моје длабоко убедување неуспешниот Дејтонски договор. И нив им требаше успех и затоа во Македонија настапија робусно. Пратија исклучително силна екипа, Пердју, Леотар, Питер Фейт, честите посети на Хавиер Солана, кој исто така имаше еден силен притисок заради тоа што го носеше бремето од бомбардирањето на НАТО на Косово, кога тој беше генерален секретар во 99-та, во 2001-та е одговорен за заедничката надворешна политика на Европската Унија, максимално ангажирано ОПСЕ и секој доби задача да го подготви теренот најпрвин, да се промени реториката на домашната сцена. Во тој момент најсилната политичка партија, која иако беше во опозиција, тоа е СДСМ, да биде дел од големата коалиција. Мислам дека тоа беше клучниот чекор кој не беше едноставно да се направи. И во СДСМ, кој беше далеко во по рейтинзите пред ВМРО ДПМН, тоа го покажуваа и локалните избори во 2000-та и председателските избори 99-та, беше известно дека е партијата која ќе дојде на власт. Имаше дилема дали да се остави кризата да доведе не само до крах на ВМРО ДПМН, ќе беше крах и на државата, бидејќи евидентно почнаа да излегуваат информациите дека се подготвува теренот за поделба, хумана пресаба на народите, линијата, ако внимателно некој следи и ги враќа воените действија од 2001 април, мај, јуни, ќе се покаже дека во тој период 3 месеци се работеше на евентуалната поделба. Вклучувањето на меѓународната заедница, срамежливо покажувањето на првиот предлог на Фровик дека ќе дојде до разоружување, дека потоа треба да има еден сериозен политички процес, беше воден од меѓународната заедница на начин кој го приближуваше и Али Ахмети од терорист, екстремист, водач на војната ОНА да се трансформира во лидер на политичка партија, цедејќи го расположението на албанскиот етникум во Република Македонија во тој момент. Значи, моје длабоко убедување и тогаш и денес е дека без притисок на меѓународната заедница и на едната и на другата страна, да бидеме јасни, јас отворено говорам дали е тоа предоминантно македонска публика или е предоминантно како денес со граѓани албанци. Не беше на почетокот отворен војниот конфликт само за правата на албанците. Тлееше веројатно, затоа сме разговарали со господинот Ахмети, тенденцијата дека треба да се освои територија и да се направи обид да се подели Македонија, затоа што тоа беше и екстремната варијанта кај екстремните албанци, како што беше екстремната варијанта кај македонците кои долго претходно